продолжува италијанската културна традиција во Скопје. Денеска во Националната филхармонија ќе се одржи музичко-поетска вечер во рамките на Скопскиот Брас фестивал. Ова е вечер посветена на љубовта во сите нејзини облици. Наш гостин во Македонија наутро, Александар Нинич. Добро утро, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро ве најдов. Навистина, убав настан ќе се случува вечерва во Скопје за сите оние кои што се во нашиот град. Ова е долго очекувана вечер со магија на италијанска филмска музика. Така е. Вечер имаме еден преубав настан, јас би рекол настан кој што ќе се игра со сетилата на публиката и ќе ги разнежни сите, бидејќи ќе биде изведувана програма која што навистина е емотивна, пред се, а имаме солист од Италија кој што е неверојатен виртуоз и изведувач на инструментот труба. Потоа го имаме камерниот оркестар ID со маестра Диана Имерилковска и Тина Иванова која што ќе рецитира италијанска поезија, така да еден мултимедијален настан, би рекол. Колку време се подготвуваше настанот? Преговорите за гостувањето на Марко Пиробон како навистина баран солист и еден активен музичар, јас мислам дека од ноември минатата година, каде што успевавме некако да се најдеме со датумите, а потоа пристапивме до самата италијанска амбасада која едноставно веднаш го прифати предлогот за соработка и настана овој настан кој што мислам дека во досегашните изданија на фестивалот е еден од поубавите и погламурозните настани. Не знам гламурозни дали е правиот израз, ама поубавите настани, би рекол. Каков е првиот впечаток на Марко за нашата држава? Прв пат е во Македонија ли? Да, Марко како трубач има настапуван на 5 различни континенти. Значи, зборуваме за солист кој што буквално јас во моментите кога се допишував пред 2 месеца беше во Аргентина, знаете како во Италија, потоа во Кина и така натака. И прв пат е во Македонија, не е прв пат на Балканот, има доаѓа неколку пати во Албанија и во Хрватска. И познати му се, пошто се многу работи слични на балканските простори, познати му се многу работи, меѓутоа, нормално, како и сите гости, најмногу е воодушевен од нашата музика и од храната овде, што нашиот тајна дут. Каква е комуникацијата негова со неговите колеги тука во Скопје? Прекрасна, токму и така искочи идејата да нашиот колега, првиот трубач на Македонската филхармонија Стефан Илиев настапи на една точка да отсвири еден дует со Марко. Тоа е композицијата Посвета за Мориконе, на која што се најпознатите теми. Меѓу другото, Стефан како негов студент во уште од деновите кога беше ковидот и кога работите беа затворени, така да речам, во светот, присуствуваше на негови онлайн семинари. Марко беше многу активен во тој период како педагог и како солист и одржуваше бесплатни онлайн часови, предизвици за да ја задржи фелата. Знаете, во тие денови кога немате изведби, кога немате концерти, желбата и мотивацијата за работа некако паѓаат. Марко беше тие најактивни на интернет просторот, каде што објавуваше разноразни, јас би рекол, оние челенџи што ги викаат, предизвици за вежбање 5 дена поред, вежбање цел месец поред, вежбање секоја, да речеме, секој недела нова мелодија, нова композиција, и Стефан учествуваше на тие предизвици, меѓу другото и работеше приватно со него. Таму дојдовме до идејата да го поканиме овде. И ете, сега ќе настапите заедно, а меѓу другото овие 2 дена, кога што беше Марко вчера и завчера, имавме и семинари со него, каде што присуствува на факултетот за музичка уметност, каде што присуствува студенти и ученици од средното училиште. Ете ги споменавте вие семинарите и учениците, студентите, колку се тие заинтересирани да учат, да имаат нови искуства, знаења од вакви светски познати уметници? Навистина се гледа гладта за знаење и за нови информации, за нови пристапи кон инструментот. Особено со ваков музичар од ваков калибар, кој што, знаете, во неговата биографија стои како прв трубач, има настапувано со оркестри како што се Чикашката филхармонија, како што е симфонискиот оркестар Маџо во Фиренца,
Санта Чечилија во Рим и така натака со диригенти како Зубин Мехта, Даниел Баренбоем, кои што се едни од најпознатите и најголемите диригенти во историјата, така да богатото искуство кое што овој човек го има не само како оркестрант, туку и како човек кој што настапал солистички, а исто така и како основач на камерниот состав Гомалан Брас, тоа е една книга со милион страници која што не можете за 2 дена да ја прочитате, меѓутоа навистина само вртите, гледате што е можно повеќе од неја да добиете повеќе информации. Така буквално децата и студентите беа навистина заинтересирани, имавме голема група, дојдоа студенти и од Кавадарци, ако не се лажам, дојдоа студенти од средното училиште од Скопје, така да навистина јас сум презадоволен, а и Марко навистина беше изненадан од позитивниот пристап и интересот на учениците за семинарот. Кои беа најчесто поставуваните прашања до Марко? Имаше ли интересни прашања? Да, бидејќи Марко, неговата изведба на трубата се карактеризира со еден, јас би рекол, еден широк распеан белканто. Тоа оствари беше главната тема на семинарот, да се пее и да се свири, буквално. И во многу наврати неговите паралели беа со соло пеач, со оперски пеач, кој што излегува и пее со сиот свој глас, а не пее за носот, буквално, или за тука кругот околу него, туку пее за цела сала, за да така неговиот пристап беше насочен кон тоа да луѓето кои ќе искочат да изведат нешто, да дадат се од себе. И нивните прашања се однесуваа на тоа како да ја постигнат таа боја, тој звук кој што Марко го негува на трубата. И секако како наистина прав италијанец се одеше преку преубави паралели, преубави, јас би рекол, споредби со кои што Марко навистина мисля дека успеа до децата да им проди една идеја, да го засади семето кое што потоа они сами ќе го растат. Та, споминавте вие италијанците, навистина ја имаат и таа посебна убава позитивна енергија која што те знаат на посебен начин да ја принесат. Недостасуваат вакви обуки, семинари на кои што младите пред се ќе се дружат и ќе си ги споделат искуствата со останатите ученици, студенти? Апсолутно се, тука би се согласил со вас. Всушност, тоа беше и поттикот да го организираме фестивалот, Скопскиот Брас фестивал, во чии рамки е всушност овој настан. Навистина, низ нашите универзитетски денови, додека бевме студенти, барем јас зборувам за себе, а и големиот дел од моите колеги кои што заедно го работиме фестивалот денеска, имавме силна желба да бидеме во тек. Нормално, секогаш имавме таа благодарност на нашите професори, јас би рекол да никогаш не би сакале да ги прескокнеме и да не бидеме благодарни, меѓутоа тоа е нешто што мислам дека во целиот свет и кај нас е сосем природно и нормално за секој музичар да учи што е можно повеќе професори, да разменува повеќе искуства и така додека бевме ние студенти желбата беше огромна, меѓутоа за жал не би сакал да посочам кривец, бидејќи не се работи за кривец, туку се работи едноставно за не добро поставен систем во кој што нема и средства и така, разноразни причини, едноставно семинарите биле многу ретки, дали тоа би било еднаш или 2 пати во годината, или па некојаш еднаш на 2 години, тоа беше наистина реткост и од тука нашата желба да го организираме фестивалот и да викнеме некои од навистина светските музичари кои што ние сме ги гледале на YouTube и сме им се восхитувале, да имаме можност со нив да соработуваме, да имаме приватни часови, да свириме со нив, како на пример Стефан сега што има прилика да свири со неговиот ментор, еден од најважните фигури во неговото развивање како трубач. Така да и ретка можност за граѓаните да бидат дел од ваков убав настан кој што ќе се случува во Скопје. Да откриеме и дел од програмата на Скопскиот Брас фестивал? Така, значи фестивалот оваа година во понеделникот имавме еден исто прекрасен емотивен настан за македонската легенда на тромбонот професорот Кирил Рибарски. И тоа беше еден преубав настан, бидејќи одбележавме 60 години од неговата тромбонистичка кариера. Потоа следува денешниот настан, кој што ќе се случи во малата сала на филхармонија, тоа е концертот на Марко Пиеробон на труба, придружен од камерниот оркестар ID и маестра Дијана и Мери Илковска.
Како гости ќе ни настапи Стефан Илиев, нормално во дует со Марко, и со кој што впрочем би отворил едно изненадување, сега би го кажал за нашите гледачи. Стефан аранжираше македонска композиција, која што на Марко навистина му се допадни музиката и таа е планирана, се надеваме, за бис да биде изведена. И Тина Иванова, која што ќе ни рецитира италијанска поезија од Франческо Аксишки, навистина е тешко да се изговори со тие сеша, и од Мајка Тереза. Очекувате ли публика? Да, покрај соработката со италијанската амбасада или дипломатското претставништво на Италија, поканети се и останатите амбасади или како соработка помеѓу нив, и нормално продажбата на билетите е веќе при крај, така да очекуваме полна сала за вечер. Еве ќе се навратиме уште малку на помладите генерации, затоа што убав не беше никако тој дел од разговорот. Знаеме вистински да ги цениме вредностите кои што ги имаме тука во нашата држава. Колку младите генерации сакаат да ја негуваат, да ја почитуваат македонската музика? Македонските инструменти се разбира. Така е. Навистина, барем според тоа што јас можам да го видам во последниве, ајде би рекол, 10 години, малце е опаднат интересот за изучување инструменти, особено на тие лимените дувачки инструменти кои што не се толку познати, во смисол, знаете, како мало дете, најчесто преку цртаните можете да видите нешто, меѓутоа најпознатите инструменти не се тие што највеќе ги гледаме: пијаното, виолината, гитарата, тапаните и така натака. Меѓутоа, со фестивалот и со нашата, да речам, мисија, всушност и тоа е еден дел од нашиот порив да го подигнеме интересот и популарноста за лимените дувачки инструменти кои што и не биле до толку непопуларни во минатото, особено што знаеме дека, знаете, македонската традиционална музика била изведувана на лимени дувачки инструменти, и тоа како и ден денес на одредени семени прослави и така натака. Меѓутоа постоеле и други видови на користење на инструменти. Зборуваме за ревискиот оркестар и биг бендот на МРТВ, кои што биле постојано активни по телевизиите и генерации растеле со нивните изведби и концерти. Така да, нашата идеја, имаме неколку програми, така речени програми во самиот фестивал, кои што се надеваме и веруваме дека ќе успееме да го подигнеме малце интересот за овие инструменти и интересот воопшто да децата се бават, да земат да изучуваат инструмент. Имаше, би споменал уште една работа за една мотивација која што добивме од страна на една изјава на познатиот светски диригент Густаво Дудамел, Густаво Дудамел, кој што во Венецуела, каде што криминалот и малолетничката деликвенција се на високо ниво, неговата изјава е дека барем едно дете, доколку го остави оружјето и земе во рака инструмент, мојата мисија е успешна. Па така и ние, нормално, ние сме благодарни што во нашата држава нема такво ниво на криминал, меѓутоа би сакале кога едно дете би го оставил телефонот или би земале инструмент, изучуваат и би се бавеле со музика, па макар и аматерски, од своја љубов. Може би треба да се започне од основното образование, кога вие би ги посетувале основните училишта и кога на некој начин ќе ги доближите инструментите на дечињата. Да, всушност имаме и таа програма на фестивалот, а тоа е детската представа Фамилија Металковци, за која што почнавме годинава како во рамките на фестивалот, како програма во рамките на фестивалот. Тоа е детска представа која што веќе 3 години изведуваме и преку 100 изведби биле изведени до сега во основните училишта или пак во Македонската филхармонија, во малата сала, каде што децата доаѓале да не видат таму каде што припаѓаме на сцената. И тоа е едно од начините на кои што сакаме да ја доближиме оваа култура на лимени дувачки инструменти до немладите, а нормално и преку овие концерти каде што публиката е може да дојде од повозрасни години, секако за повозрасни. Се разбира да ужива на светско ниво. Која е вашата порака до публиката? Јас би им порачал на нашите гледачи да доаѓаат што почесто на концерти,
Во Македонија во моментов и во поточно во Скопје во моментов постојат 3 оркестри кои што активно концертираат, всушност 4 заедно со воениот оркестар кои што имаат редовна годишна програма. Музиката и културата, знаете, нема кој ќе излезете од концерт просветен да искочите. Нема да искочите со нешто во джебот, нема да искочите со кеса, со облека, меѓутоа ќе искочите со едно убаво чувство, кое што може би нешто ќе покрене о вас, а може и не. Доволно е што во тој ден може би само ќе искочите од концерт и ќе се чувствувате убаво. Може би ќе се чувствувате и тажно, веќе може ќе биде тажна програмата, меѓутоа ни помага да бидеме во допир со нашите чувства, што е навистина хумано и битно за секој човек. Скопје навистина има таква публика која што сака вакви убави настани. И за крај да најавиме нешто што не очекува во иднина. Така, вечер во нели, како што кажав, е концертот на Марко Пиробон. Потоа ни следува во вторник, ни следува концертот на дувачкиот оркестар на Факултетот за музичка уметност под раководство на маестро Ангел Спировски. И со тоа го заокружуваме овој дел од фестивалот. Се надеваме на уште, јас би рекол, барем 1 или 2 есенски концерти, меѓутоа за тоа подоцна. Така да ги поканувам гледачите да дојдат да бидат присутни на овие концерти, особено на концертот во вторник би сакал да ги поканам гледачите да ги поддржат младите музичари кои што ќе настапат во една навистина не секојдневна формација, бидејќи дувачкиот оркестар во Македонија, освен воениот оркестар кој што функционира во таква формација и нема простор каде да се види такво нешто, а овие млади студенти спремија навистина храбра програма, така да верувам дека сите ќе уживаат во тој концерт. Во младите иднината се разбира најголема поддршка секако за вакви убави настани, за млади кои што остануваат да го продолжат она што ние сме го започнале. Така. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата. Се гледам од наредна прилика.